Благодарам, председателе. Значи, ова била гужвата денес, зашто не сакавте да предложиме другите работи. Почитувам председател на владата. Браво за можноста да ја ставите владиното мнозинство на контрола и на тест, ама уа за изборот на член 217 став 2 за начинот на кој што тоа го правите, каде што вели во случај прашањето за доверба на влада да го поставува председателот на владата усно на седницата на собранието гласа за недоверба на владата на иста седница без расправа. Немавте сила, храброст да го поставите по член 214 став 3 и да дозволите 3 дена расправа тука, да ги кажеме сите аномалии на оваа влада, туку председателе, ве молам направете ред, или бегајќи од јавноста 3 дена не сакате да излезат тоа што Република Македонија нема вакцини, тоа што сме најголема смртност во Република Македонија што има, тоа што вчера министерот за борба со корупцијата во Република Македонија на медиумите им вика јас ве плаќам, треба да кажувате јас што го кажувам на топ тема, сакате да избегате од сите коруптивни скандали кои што ги има оваа влада. Доблесно ќе беше да се повикавте на член 214 став 3, да дозволите 3 дена расправа, па ние да ги убедиме владиното мнозинство во сето тоа што го правите вие. Граѓаните знаат што правите. Единствен начин да избегнете и да ја заобиколите целата тема околу неработата, коруптивните скандали, 111-то место на листата за корупција, каде што велите дека е перцепција на граѓаните тоа, а не коруптивните сделки и работи кои што ги правите во државата, не ви даваат сила и храброст да се повикате на член 214. Туку 217, каде што при устно доставување на владата, што морам да потенцирам дека е прв пат во историјата на Република Македонија да се случи ова, избегнувате од дебата, транспарентност со пратениците, со јавноста и пред се граѓаните на Република Македонија, кои што добро знаат оваа влада на кој начин работи. Зошто не го направивте ова на друг начин? Да имате храброст како сега што се занимавате со ВМРО ДПМНЕ, да дозволите 3 дена да продискутираме сите пратеници. Мнозинството ќе ве брани, ние ќе ви ги кажеме аномалиите. Нема да ве напаѓаме, само ќе ви ги констатираме работите кои што се случуваат. Меѓутоа, немавте храброст да го... Морам да констатирам дека ова немавте храброст да го направите пред македонската јавност. Ќе продолжите со вашиот тоналитет и начин на дискусија, медиумите ќе им викате ние ви даваме пари, вие треба да зборите за ова, ама јавноста ќе ја заобиколите. Мислите дека ја заобиколувате јавноста? Јавноста добро гледа на секој чекор во апсолутната власт на СДСМ како се прави. Почнувајќи од обичен директор во општинско некое јавно предпријатие или слично, до министер. Жал ми е што не давате можност да ги убедиме овие пратеници во сето ова што го зборуваме и она што го констатираат меѓународните организации, дека сме хибриден режим и дека сме 111-то место по однос на корупцијата во државата. Жалам што немавте храброст. Не се нервирајте, колеги, тоа е вистината. Џабе се нервирате. Ако имавте храброст и вие ќе го убедевте вашиот председател дека треба да продискутираме тука, за транспарентност зборувате, за куќа на демократијата, го барате наједноставниот начин да ја заобиколите јавноста. Џабе ви се нервозите, граѓаните гледаат како се однесувате. Ви благодарам. Благодарам.